Поставената табла забрането фрлање отпад за граѓаните од Водочи и од околните села очигледно не важи. На влезот во селото до селската река и понатамо се депонира секаков вид отпад, иако надлежните чистат и континуирано апелираат да не се создава дива депонија. Од градежен шут, пластика, текстил, па се до остатоци од земјоделско производство. Ваква е сликата веднаш до седиштето на Струмичката епархија кај Водоча на патот кон Велјуса. Вакви диви депонии има наоколу, тврдат жителите на Водоча, но никој не сакаше јавно да каже кој и зошто фрла отпад на недозволени локации. Од еколошкото друштво Планетум велат дека дивите депонии се наизразени во руралните средини, посебно таму каде нема организирано собирање на отпадот. Како еколошко друштво признаваат дека реализирале повеќе проекти, но резултатите се очајни. Граѓаните и понатаму фрлаат каде што ќе се најде. Прво и основно е континуирано едукација на населението за дивите депонии. За отпадот, каде се фрла, што се фрла, да се селектира, да се собира. Исто така, многу важно е организираното собирање на отпадот и од рурални и од урбани средини. И најважно е инспекцијскиот надзор, значи инспекциите да се вршат својата работа и да го применуваат начелото од законот за отпад, значи загадувачот плаќа. Ако некој се види дека загадува или фрла отпад на несоодветно место, одма да се примени казна. И тоа мислам дека е најглавниот проблем, затоа што кога нема организирано собирање, луѓето сами се снаоѓаат и го фрлат отпадот кој како што ќе стигне. Некои од населените места се организирани и имаат соодветно место каде ги фрлат своите отпадоци, а некои немат и каде што ќе најдат фрлат и така се стварат и самите диви депонии. Сликата не е поразлична ниту во останатите населени места од останатите општини од Струмичкиот регион. Независно дали има или неорганизирано собирање на комуналниот отпад, домакинствата тешко ги менуваат навиките. Диви депонии се појавуваат насекаде, а најчесто на локации околу речните корита.